за референцата Former Yugoslav Republic of Macedonia, што е договарано, тоа е неверојатно вешто направена кованица, која едноставно ве ограничува во се. Ве ограничува во било каква било акција на надворешно политички план. Тоа е периодот до Антонио го крсти до 95-та година или до подпишувањето на привремената спогодба со Грција, меѓутоа ја ќе го продолжам понатаму за 3 години до авантурата која имавме во нашата надворешна политика, влегувајќи во акција наместо стратегија во надворешната политика, тоа е онаа дола дипломати или признавањето на Тајван, кој по мене искрено нанесе и сериозна штета на нашето надворешно политичко представување надвор, односно нашата надворешно политичка позиција. Потоа нормално следеше 2001 година редефинирањето на државата и нормално утврдувањето на оние нови стратешки цели кои беа дефинирани, да бидеме реални, 95 ако не се лажам, евроинтеграциите и НАТО, меѓутоа декларативно, затоа што дури 2001 ние влегуваме во преговори за стабилизација и асоциација со Унијата и подпишувањето на договор за стабилизација. Пред тоа многу малце направено затоа што нормално политиката во тоа време се занимаваше со конкретни работи, мислам, кои беа доста лукративни во периодот на 90-тите години, така што не остануваше многу време за да се занимава со надворешната политика. Останува дилемата, затоа што кога ја читате резолуцијата на Обединетите нации, која требаше да биде за време на употреба, за 3 месеци, гледате дека сме влегле во разговори. Имаме една анализа од Советот која ја носам тука, која не ја носам со мене, меѓутоа ја донесов на барање на грчкиот амбасадор во контекст на нашето истапување таму за употребата на придавката македонски, за јазикот, нацијата и сето она што следи во меѓународната организација, анализа која беше побарана од страна на грчкиот амбасадор при Советот на Европа, која никогаш не виде бел ден. Меѓутоа еден друг документ за кој една новинарка вака се залага, виде како се вика прашање колку виде светлина тогаш, затоа што имаше сосема друга цел од она за која во тоа време се крена премногу галама во Република Македонија, дојде во време на погибијата на председателот и можеби во време кога не требаше да се поставуваат многу прашања, меѓутоа тоа е прашање за друга расправа, меѓутоа овој документ точно потврдува направене од правници во Советот, од исклучително добар меѓународен правник, анализа која исклучително оди во наша корист. Токму околу резолуцијата, никој нема да го постави прашањето како бевме примени во Советот на Европа. Нека ја видат документот како сме примени во Советот на Европа и сето тоа ќе ви покажи дека сме имале крајно дефанзивна надворешна политика која била главно поданичка и да употребам многу лош збор, сервилна, политика која вообичаено се обидувала да ги намали штетните влијанија од страна, отколку да биде проактивна, да ги предвиди и да ги превенира она што ќе се случува во меѓународниот систем, политика која во основа го имаше онаа максима дека времето работи за нас. А грците воопшто не работеа на тој начин дека времето работи за нас. Така што сето ова што ни се случува денеска, ние едноставно сме заглавени. Ние сме заглавени. Не е работата на оваа влада. Јас сум од оние кои практично го искусив, како се вика, искусив референцата во расправите, ако сакате и кавгите со грчките представници во Советот, меѓутоа едноставно сме доведени во ситуација кога причините за ова што ни се случува почнуваме да си ги бараме внатре. Нормално тоа поединци го тврдат, иако не мислам дека причините за ова што ни се случува се во Република Македонија. Не можам да прифатам дека ние сме тие кои доведоа до овој проблем да не може да најде решение. Факт е дека кога ќе го изнесете на надворешно политички план, проблемот кога ќе го ставите во меѓународно правна рамка, тука нема дилема. Меѓународниот суд на правдата тоа го потврди. Правото е на наша страна, точно. Не барете право, некој ќе ви каже во меѓународната заедница, затоа што почива на интерес и почива на моќ. Меѓутоа,
Меѓутоа, ако знаете дека Европската Унија изградена на идеализмот на Европа на 20 век, целиот концепт на Унијата е граден на идеализмот, Република Македонија ви е исклучок од тој идеализам врз основа на кој принципите и правилата на Унијата треба да важат еднакво за сите, меѓутоа не и за Република Македонија. Така што, колку и да зборуваме, завршувам, колку и да зборуваме за иднината на македонската надворешна политика, мораме да бидеме свесни дека го носиме товарот кој ни оставен од 90-тите години. Товарот кој требаше да биде за 3 месеци, требаше да биде разговори за да се претвори во преговори. Кога се тие фази, како се вика overlapping, кога се преклопени, до ден денеска не знаеме, да сакате да направите сериозна анализа, еве, може би колегите помлади ќе влезат, врз основа на белешки, што се случувало во периодот до, да кажеме, кога процесот на проблемот станува многу повеќе јавен. Нема да се согласам тука со еден што постави прашање Аврамчев, дека вообичаено се решава во тишина. Да, кога немате толкав набој, кога немате набој во спорот помеѓу државите, толку да немате излез во барањето на решение, тогаш проблемот станува јавен, она што не се случува денеска. Така што и нашата надворешна политика и во иднина ќе го носи бремето или товарот на името. Сакали или не келе, ние нормално наместо да се фокусираме на оние трансцендентални цели, кои предпоставуваат во надворешната политика благосостојба, ова што е економската дипломатија, ние сме врзани за традиционалните цели, прашањето на опстанокот, прашањето на името, прашањето на територијалниот интегритет. Едноставно сме врзани со една ирационална одлука во 90-тите години, кој колку и да ви ја правдаат е товарот кој ние ќе го носиме и во иднина во македонската дипломатија и генерално во нашата надворешна политика. Благодарам.